Председателе, почитувана колешке, на самиот почеток веднаш да кажам дека ќе го поддржам овој предлог на закон и ќе гласам за истиот, да не се разбереме нешто погрешно. Но причината поради која што ви реплицирав е тоа што вие имате погрешен пристап кон овој закон, односно погрешно им го презентирате на граѓаните, а ќе ви кажам и зошто е тоа така. Како прво, го одбивте нашиот предложен амандман со кој се предвидуваше скалесто да се покачуваат сите останати плати и со тоа не дозволивте да порастат и останатите плати, што пак го направи овој закон социјален закон, со кој ќе се покачат само минималните плати, само најниските плати и со тоа се доведува останатите вработени што земале нешто над минимална плата, сега и тие да земаат минималец. Минималната плата треба да расте, но треба да растат и сите останати плати и кај другите нивоа на вработени. Вака само може да се создаде дополнително незадоволство кај работниците, што на крај ќе се одрази на нивната продуктивност и мотив за работа. Растот на цените на одредени производи во изминатиот период беше сериозен, а допрва може да стане и драматичен со новите цени на струјата, на парното, на гасот, на бензините, што се актуелни од почетокот на оваа календарска година. И затоа и ова зголемување само на минималната плата, а не и на сите останати плати, може би малку ќе подобри состојбата на тие граѓани што земаат минимална плата, но овој ценовен шок што се случува не влијае само на овие граѓани, туку и на сите останати. Поради тоа мора да има скалесто покачување, затоа што кога ќе го споредиме ова покачување со зголемените трошоци за живот, а дополнително што ова покачување е нели само за одредена група на граѓани, ќе видиме дека наместо животниот стандард да се подобрува, како што кажавте вие, тој се влошува и граѓаните живеат се полошо. Тоа го покажува и минималната потрошувачка кошничка, која секој месец се зголемува, а платите не се покачуваат. И поради тоа, се поголем дел од семејниот буџет на секое семејство оди за обезбедување на основните потреби за храна, а за друго и не останува. Затоа скалестото покачување мора да има. Пари за тоа има во државата, само треба да се намали со крадењето на овие државни пари и така ќе се обезбедат тие 160 милиони што се потребни за да има скалесто покачување. Ви благодарам. Лолита Рист. Контра реплика.